Благодариме за најавата. Јас сум Сонја Ристовска, психолог во Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи и ќе позборуваме малце за правата на децата и училиштата. Со ратификацијата на Конвенцијата за правата на децата, нашата земја стана земја обврзничка, која што презеде меѓународни обврски да се бави со остварување, заштита и промоција на детските права. И сите земји обврзнички всушност имаат за обврска, за задача да ги во најголема можна мера да ги зголемат своите капацитети и ресурси со цел остварување правата на децата. Велиме дека најголема одговорност во оваа област има државата. Значи државата има преку низините системи обврска да ги почитува и да ги остварува детските права. Каде во сета оваа приказна се наоѓа училиштето? Основната дејност на училиштето е воспитно-образовна, што значи дека два важни члена од Конвенцијата за правата на децата, а тоа е дека детето има право на образование и детето има право на квалитетно образование, се веќе вградени во Законот за основно образование и се остваруваат. Децата, што значи дека природно пред училиштето се поставува барањето дека институција која што мора да ги почитува детските права. Голем дел од своето време децата поминуваат на училиште, голем дел и од своето детство го поминуваат на училиште и секојдневно се вклучени во една интензивна интерперсонална комуникација, преку која што учат како да ги почитуваат различностите, мирољубиво да ги разрешуваат проблемите и конфликтите, како и преку демократска партиципација директно да влијаат врз работењето на училиштето. Значи, сочленување во заедниците на паралелките, со членување на председателите на паралелките во ученичкиот парламент, од каде што два члена постојано присуствуваат на седниците на училишниот одбор без право на глас. Исто така и преку ученичкиот правобранител, учениците имаат можност да влијаат со своји идеи, сугестии и предлози во работата на училиштето. За да се оствари оваа наша замисла дека сите деца треба да имаат, дека треба да ги почитуваме, остваруваме правата на децата во училиштето, потребно и сите актери во училиштето да бидат запознати со Конвенцијата за правата на децата. Освен тоа дека децата имаат право на образование и на квалитетно образование, во Законот за основно образование се имплементирани и други членови од Конвенцијата за правата на децата, како што се забрана на дискриминација, запуштање, занемарување на децата, право на одмор и воннаставни активности, право на децата со попреченост, односно инклузивно образование, право на децата бегалци и други права. Долг бил патот за да се дојде до сегашната верзија на Конвенцијата за правата на децата, која што е усвоена од Обединетите нации. Уште во 1919 година Егландина Чеп дава иницијатива за формирање на организација за заштита на детските права и тогаш бил поставен тој принцип на универзалност дека сите деца во светот, без разлика каде живеат, каква боја на кожата имаат, кој пол се и возраст до 18 години, имаат исти права на светот. Па следеле долги децении на пеглање на ставови, модифицирање, дебатирање, дали на децата воопшто да им се дадат правата, затоа што конзервативно ориентираните автори сметале дека ако им се дадат на децата права, тогаш родителите ќе немаат авторитет, ќе се сруши нивниот авторитет, бидејќи со векови назад бил практикуван еден авторитарен воспитан стил од страна на родителите. Од друга страна пак, либерално ориентираните автори сметале дека детето кое што се воспитува во духот на мир и толеранција, почитување и љубов, ќе прерасне во една личност која што е со самодоверба и ќе стане општествено одговорна личност, што е и највисоката цел во образованието на децата. Каков модел на дете ни нуди Конвенцијата за правата на децата? Според Конвенцијата за правата на децата, детето е ранливо и му е потребна помош и подршка од возрастните, меѓутоа исто така може да биде и активен учесник во собствениот развој.
Ова се спротивставува на мислењето дека детето е едно некомплетно суштество, незрело, кое што треба да биде заштитено во приватноста на семејството и анонимно за јавниот живот. Значи, конвенцијата на детето гледа како на субјект кој што е одговорен за својот раст, додека не на објект кој што пасивно ја прима грижата и заштитата од возрастните. Значи, конвенцијата на детето гледа како на индивидуа, а не на колективитет без обележја. И ова, детските права се туѓи за земјите кои што имаат хиерархиски поредок, каде што колективните вредности се приоритет и каде што децата се на последното скалило. Па на удар се, да речам, женските деца, децата со попреченост, децата од маргинализирани групи, децата на припадници на некое малцинство, така што нивните основни права за раст, развој, образование се загрозени. Во основата на концептот на конвенцијата се наоѓа хуманистичката психологија, чии што творци се Абрахам Маслов, Карл Роджерс и Штајнер, а во интересите на таа хуманистичка психологија се наоѓаат активноста, креативноста на детето, развивање на одговорноста, образовните развојни периоди во животот на детето, постигнување на високи вредности и високи цели, повисоки, и на крајот се наоѓа само актуализацијата, што представува да бидеме најдоброто од себе. Односно, тоа е и целта на училиштето, да се развијат до максимум потенцијалите и способностите кои што детето ги поседува во себе. Од една страна е хуманистичката психологија, од друга страна е Песталоци, кој уште во 18-тиот век рекол дека најважно за развојот и образованието е развој и образование на мозокот, на срцето и на рацете, што значи дека детето представува една севкупна личност, на хармонија, на интелектуален, когнитивен, телесен и морален развој. И тоа е токму земено за основа на методите и формите кои што ние денеска во голема мера ги употребуваме во наставата. Значи, се повеќе се одлепуваме од традиционалната настава, каде што детето е само примател, и сме свртени кон методите во кои што детето може да истражува, значи нудиме учење преку истражување, проблемска настава, учество во групни, во индивидуални објекти, групна работена настава. На тој начин детето, работејќи во групи, значи дава мислење за тоа што треба да се сработи, но и го почитува туѓото мислење, што е многу важно. Децата се ставаат во ситуација да носат одлука за некои работи и потоа, бидејќи тие ја донале одлуката, се позаангажирани да ја реализираат таа одлука. Затоа и тоа го правиме во училиштата. Кога се прават правила на однесување во учениците, добро е да произлезат од учениците, бидејќи тие тогаш ќе ги почитуваат повеќе, отколку ако ние им ги наметнеме. Содржината за детските права се наоѓа во наставните програми на повеќе предмети. Во оделенска настава по неколку часа има, во часовите историја и општество, и во предметна настава по предметот граѓанско образование по неколку часа и во 8 и во 9 одделение. Во рамките на детската недела зборуваме за детските права, ја истакнуваме конвенцијата, на часот на раководителот на паралелката, оделенскиот раководител, правиме работилници со учениците. Меѓутоа, застанува се со запознавање на учениците со нивните права и со конвенцијата. Јас така размислувам, може би не сум во право, меѓутоа, според мене би било добро да влезат содржините за детските права во наставните програми и по другите наставни предмети. Исто како што тоа се случи со ЕКО проектот, со МИМО проектот, кога е влезено и во индикаторите за оценување, затоа што правата на децата им се дадени со нивното раѓање. И долго време веќе слушаме дека од тие права децата не учеле, меѓутоа јас не се согласувам со тоа. Тие, како што сите ние како човечки суштества имаме права, така и децата имаат права кои што не им ги дадовме, туку ги следуваат со раѓањето. Имаат и обврски, имаат и одговорности, меѓутоа мислам дека околу одговорностите потребно е малку ние возрастните повеќе да се заложиме, да ја развиваме одговорноста кај децата.
Значи, според конвенцијата, детето е индивидуа со достоинство, со свое мислење и кон него не треба да се спроведуваат никакви нехумани и нечовечки постапки. За жал, се уште некаде во светот децата учествуваат во воени конфликти, се војници. Понатаму, баш деновиве така прочечкав малку по интернет, па ми изненади и фактот дека во земја во која што мислиме дека тече мед и млеко, има и децата да се употребуваат како работна сила и се изненади. Значи, малолетнички бракови, како што спомна Верица, дел од дечињата не се офатени во образовниот систем, за жал, затоа што се подложени на економска експлоатација. Мислам дека имаме уште работа во поглед на остварувањето на детските права, затоа што само децата што си ги знаат правата можат да забележат доколку некое право е прекршено и да се борат за нивното остварување. И само децата и луѓето што знаат за своите права ги почитуваат правата на останатите луѓе. Ви благодарам. Добар ден, Јована. Благодарам пред се на поканата да говорам за децата и за предучилишното воспитание и образование на ова важна конференција, бидејќи сите што сме тука присутни и секој човек мислам дека на ова општество треба да биде загрижен и да се бори за подобар живот на нашите деца, односно да се инвестира во децата, бидејќи се на тој начин се инвестира во нашата иднина. Тоа е најважна инвестиција која што можеме како возрастни луѓе да направиме. Јас сум дефектолог по професија, односно специјален едукатор и рехабилитатор поново. Работам 17 години во детската градинка во Велес, претходно 6 години во дневниот центар за лица со посебни потреби тука во Велес. Околу детските права, децата во градинка се запознаваат уште, како што спомна и претходната говорничка колешка, за време на детската недела, уште во најрана возраст, значи во месец октомври, првата полна недела, се одбележува детската недела, уште тогаш секој ден има активности во детските градинки по повод детските права, запознавање на детските права, голем број на креативни активности, работилници, се понатаму за понатаму да си ги знаат и своите права, но и своите обврски и должности. Сепак тоа е една мала возраст кај што прв пат децата се сретнуваат. Можам да кажам, го читав и прирачникот, посебен акцент се става на недискриминацијата. Можам да кажам дека во оваа рана предучилишна возраст и не постои дискриминација кај децата, меѓусебна дискриминација сметам дека не постои од моето искуство кое што го имала во работењето, од причина што и градинката треба да биде и безбедна и стимулативна средина за децата, и таква мислам дека е. Имаме сепак некое ниво достигнато на безбедност и на стимулативност и на сигурност, а од друга страна во раната предучилишна возраст, односно во раниот развој, децата многу ги почитуваат разликите. Не прават разлика меѓу нив. И тоа често се случува кај што имаме дечиња кои што имаат потешкоти во развојот или пречки во развојот. Најголема прифатеност има токму од нивните другарчиња. Никогаш не се осудени, никогаш не се етикетирани, никогаш не се тргнати настрана. Ние како модел, како возрастни, стручни лица и воспитувачи, негователи кои што се во градинката, тоа им го даваме, но сепак етикетирањето и неприфаќањето, мислам дека и гледање на тие разлики и осудување се случуваат малку во поголема возраст, во детска предучилишна возраст ги немаме, напротив, секогаш им се помош и поддршка на децата кои што им треба да им помогнат. Од друга страна, со општината, бидејќи организатор општината на овој настани меѓаши првата детска амбасада, секогаш имаме соработка како детска градинка и во на социјална инклузија, учество на манифестации, на програми. Преку заеднички проекти сме набавиле до сега многу дидактички, едукативни материјали за децата, прочистувачи на воздухот пред неколку години општината ни донираше. Имаме континуирана и активна соработка. Офатеноста на децата е голема, значи во градот имаме 6 објекти и во општина Градско има објект, општина Чашка пред неколку години се осамостоија, посебна градинка си, во Каласлар имаме.
Опфатеноста на децата процентуално во предучилишна возраст и не е голема, иако бројката на деца згрижени кој што е голема, сепак процентуално мислам дека околу 20% се движи во рамки на некое државно ниво. И сметам дека во наредниот период треба да се трудиме сето тоа да се надмине. Во Србија како пример знам дека уште пред неколку години има задолжително предучилишно образование, односно таа година пред поаѓање во училиште, и тоа е добар пример да се искористи. Не мора да биде целодневен престој, туку во форма на некој центар за ран детски развој има во законот таква можност да се отвори со скратена форма на престој, полудневен или скратена ќе биде, за подобро да може децата да се припремат за на училиште. Бидејќи во пракса, од една страна имаме добра национална програма, се работи со децата, имаме квалитетни тимови кои што работат и посветени, но од друга страна, стручно можам да кажам дека кога ќе стигнат децата за запишување на училиште, голем број од децата имаат проблем со граматиката во говорот, со раскажувањето, со богатството на речникот, со внимание, со концентрација, со графомоторика, која што мислам дека со добра припрема може да се надмине. Сепак, еден од факторите кои што влијаат на тоа е екранизацијата во денешно време и не стимулацијата. Тоа и во нашето работење заедно со дефектолозите, логопедите се соочуваме во денешно време. Не секој дете со кој што работиме, ние сме 20 дефектолози во градинка и навистина сме горди што имаме голема екипираност, има одредени градинки во држава кои што немаат ни логопед, ни дефектолог, ни психолог, ни педагог. Ние барем можеме тоа да им го возможиме децата во делот на инклузија, во делот на индивидуални третмани. Голем број од деца, да речем половината од кои што работиме, им треба корекција одредена и одредена стимулација ради екранизација. И сето тоа повлекува. Значи можеме да работиме понатаму и на подигнување на јавната свест, да работиме со родителите. Бидејќи ние сме тие, колку родителите да се одговорни и одговорноста е на сите нас, не е само на родителите. Бидејќи ние сме тие стручните лица кои што треба да им кажеме на родителите и да ги упатиме и малку да им ја смениме свеста, да ги едуцираме, да ги поттикнеме, да поинаков пристап имаат со нивните деца. Се радувам на можноста да се прошират капацитетите на детската градинка во старото училиште Джинот. Со тоа многу би се подобрил квалитетот на работењето, бидејќи ако се споредуваме со современо и западноевропски земји, доколку кај нас има во групата 30 деца, и секоја група е наднорматив, мислам има законска можност за тоа, нели? Квалитетот на работење можам да кажам дека не е со 30 деца и со 10 деца. Има многу убави примери на запад кај што има 10 деца во група кај што може многу индивидуално да се следи развојот на детето, може да се на дневно ниво да се информираат родителите, и тоа е еден процес кој што јас лично би сакала да го видам во следните години, барем додека се пензионирам, да имам можност да работам во еден таков систем. Тоа е прекрасна работа што можеме да го направиме за нашите деца, а и нормално самите вработени ќе бидат постимулирани и поттикнати за уште поквалитетно да се вршат својата работа. Во делот на инклузијата исто би додала така поконкретни работи да кажам, да се екипираат, кај нас еве има екипираност, мада може уште например да имаат вклучени дефектолози, логопеди во работењето, но сепак мислам дека како што во редовното образование, основно и средното го спомнате уствари дека треба да се среди, и во градинка треба образовни асистенти. Дали ќе се викаат образовни асистенти, дали лични, дали воспитни асистенти, називот не е ни важен, но сепак не за сите деца. За деца кои што навистина имаат поголем вид степен на попреченост, кои што навистина треба човек да помогне за да се реализира таа модифицирана програма, воспитна програма која што се реализира во групата. Бидејќи не е само индивидуалниот третман кој што ние го работиме. Треба детето да биде вистински инклузирано. Ние работиме на инклузија со години, ниедно дете не е вратено за да престои во градинка, и сепак мислам го користиме зборот згрижување. Градинката не е само згрижување. Градинката е едукација, градинката е учење, и градинката е се она што му даваме на детето на почетокот и во првите 6 години кои што се најважни, за понатаму да има добар развој, да се изгради во вистинска личност и здрава личност. Карактерот на детето се формира во првите 6 години.
Не дека не можеме после да делуваме, ама карактерните црти, воспитувањето, едукацијата, стимулацијата на развојот се случува токму кај нас. И затоа е тоа многу важно да се подигне и самото предучилишно образование на повисоко ниво. Ја поздравувам јас идејата за да бидеме дел од Министерство за образование, за малку јавноста и родителите да не сватат посериозно. Бидејќи со самиот факт згрижување и самите родители некои, не зборувам за сите, не осудувам, но во пракса го имаме тоа, дали јадеше детето, дали пиеше, дали спиеше, а не е важно што учеше. Сепак, основните, базичните потреби се задоволени. Никој не е останал, не наеден, не напиен, не наспан, но важно е што научило детето, важно е кои вештини се развиле кај детето. Тие вештини што ќе придонесат понатаму, да ги пратиме децата од градинка да бидат уште спремни за основно образование. И исто би додала дека убаво е по сите оние западнячки модели што ги имам гледано, тоа може со мал број на деца да се реализира, односно ако групите не се растеретат, да се учат животни вештини, да се поминува повеќе време во природа, да има отворени занимални активности во шума, активности за кампување. Тоа сосем нормално и убаво функционира на Запад. И не е тешко да се реализира. Но сепак треба одредени предуслови да ни бидат исполнети за да го функционираме. И тоа е многу убаво да се случува, бидејќи децата ќе ги научиме во шума на кампување ако отидат, ќе ги научиме да се ориентираат во простор, ќе ги научиме да гледаат на компас, ќе ги научиме да знаат како да се снајдат храна да припремат. Може би и програмата треба да се видоизмени, да претрпи одредени промени токму во овие животни средини. Во делот на инклузијата, во делот на работењето со децата со потешкоти во развој, бидејќи ние го користиме тој термин во градинка, деца со потешкоти во развој, бидејќи до 6-та година ретко кое дете има наоти мислење, односно сега поново и МКФ е присутна и не е важно која е диагнозата, важно е кои функционални способности ќе детето ги поседува. Ги имаме дечињата кај нас, ги немаме како да кажам со наоти мислење по старо од Завод за ментално здравје, но сепак има деца кои што имаат потреба од стимулација. Сега за нашето работење убаво општината еве како предлог да имаме 2 сензорни соби, значи една како снузелен крум, сега скоро се отвори, другата е соба за сензорна интеграција, веќе 7 години имаме. Убаво би било во секој објект барем да имаме едно мало катче кај што ќе ги имаме тие сензорни елементи за да можеме да ги користиме и во работењето, а и колешките воспитувачи, негователки, и дете или со неадаптивно однесување, вознемирано однесување, може ако има и човек плюс нормално во групата, да отиде или да едно-две дечиња да се релаксираат едноставно. Бидејќи собата за сензорна интеграција е постимулативна, а снузелен крум е релаксирачка. И двете се подеднако потребни и важни за развојот на децата. Не знам што друго да додадам, да бидам пократка, ми рекоа, да оставам ми на дечките, ќе ги пофалам. Не сум ги слушнала, ама многу ми е мило што се вклучени во овие процеси, секоја ви чест. Браво за вас, продолжете понатаму, да им дадеме простори они да го слушаме нивното мислење да се кажат. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани присутни, јас сум Михаил Здравковски, ученичкиот правобрањател во основното општинско училиште Блаже Конески во Велес. Денес сум овде да презентирам на една многу актуелна тема, која што ја знае и помладата и постарата популација. И колку и да мислиме дека сме запознаени со низе, битно е секогаш да се подсетуваме. Денес сум овде да презентирам во врска со детските права. Детските права се основни права и слободи кои им припаѓаат на сите деца, без разлика од која фамилија доаѓаат, која е нивната раса, кој е нивниот род или религија. Сите деца ги имаат заслужено овие права и треба да бидат практикувани. Овие права били усвоени и дефинирани на Конвенцијата за детски права на Обединетите нации на 20 ноември 1989 година. Еве ги 10 од тие права. Право на живот и развој, право на заштита од дискриминација, право на име и националност, право на семејна средина, право на здравје, право на образование, право на игра и одмор, право на изразување на мислата,
право на заштита од злоупотреба и насилство и право на информации. Сите права се поврзани едни со други и се еднакво важни и тие се потребни за да се обезбеди сигурност, развој и благосостојство кај децата. Пред некој ден прочитав статистика која што вели во Холандија децата се најсреќни во светот. И под таа статистика имаше една листа за најсреќни деца во светот според државите и Македонија не беше ни на првите 50 земји кои што беа спомнати на листата. Сега ќе поразговарам со вас зашто е тоа така и што можеме ние да смениме со цел Македонија да се наоѓа на таа листа и на врвот на таа листа. Овде вели, во Холандија и во неколку други напредни земји училишниот систем е помалку ориентиран кон перформансите отколку во останатите земји. Таму децата поминуваат повеќе време играјќи, градејќи социјални вештини и поставувајќи ги своите приоритети. Овде најголем акцент можеме да ставиме и на социјалните вештини, кои што се најпрво потребни за децата да се развијат во една добра околина и да израснат во едни добри личности. Во Македонија сигурно имате приметено случаи кај неколку деца кои што нивните социјални вештини се помали од што треба да бидат и се загрозени. Овде вели дека најчестите фактори за тоа што децата во Македонија имаат недостиг на социјални вештини се технологијата и екранското време и социјалните медиуми и онлайн влијанието. Имаме и некои други фактори, но овие ги сметам како најбитни, а сигурно и вие се согласувате со мене. Технологијата и екранското време знаеме дека можат да ги спречат децата од тоа тие да имаат некоја слобода во излегување од дома, во соработување со останатите деца. Дури кога сме излезени од дома, знаеме често да ги употребуваме телефоните и да избегнуваме онаа комуникација која што ни е потребна за да ние подобро да се развиеме. Исто така социјалните медиуми, тие можат да влијат врз самодовербата и психологијата кај детето, може да ја нарушат или да ја подобрат, а во повеќето случаи тие ја нарушуваат. На нив се споделуваат голем број дезинформации, голем број пропаганди кои што се лоши ефекти, се негативни ефекти врз размислувањето на детето. Тие го спречуваат детето да има свој став, да има свое размислување и одеднаш му шират некои информации кои што едноставно и го оператуваат тоа дете. Сега ќе ви објаснам и како моето училиште, Блаже Конески, дека јас сум и представник на училиштето денес, како и што презема училиштето за децата да имаат едни подобри права и за да ја расшири свеста за детските права во КНС. Во изминатите неколку години ние имаме организирано голем број проекти, голем број презентации и активности кои што имаат помогнато да се расшири свеста за детските права и да се објасни нивната важност пред учениците, пред наставниците и родителите. Со помош од ученичкиот парламент и учениците, не само што тие помогнаа да се реализираат овие проекти, туку тие помогнаа и во нивната организација. Со нивната помош ние сме ја поттикнали и соработката помеѓу учениците, која што сметаме дека е нешто што највеќе им треба за да се спречи онаа дискриминација помеѓу нив и оној булинг и тие подобро да знаат да се прифатат меѓу себе и да соработуваат. На овој начин децата ги имаат подобри социјални вештини, на овој начин децата си ги знаат своите права и на овој начин тие се гласни за своите права и знаат да приметат како, кога тие права се нарушуваат. За крај сакам да направам еден апел, да упатам еден апел кон сите родители кои што се присутни денес. Апелирам вие да бидете по... Извинете, малце треба да фаќам. Апелирам да го користите времето со вашето дете, да пробате да го разберете вашето дете, да пробате да разберете што тоа размислува и на некој начин да пробате подобро да се согласите со него.
Доколку приметувате дека тоа прави некои грешки, пробајте на посмирен начин да го спречите во тие грешки, да му објасните што е добро за него и што е лошо. И исто така да го спречите од користење на овие електронски уреди, да му објасните дека има многу поважни работи во животот од тие телефони и тој еден интернет кој што денес децата многу го користат и на негативни начини знаат да го користат. И знаете дека децата, развивањето на вашите деца зависи најпрво и од вас. Вие сте тие што треба, што или ќе му помогнете да се развие во добра личност и да биде добар пример за општеството во иднина, или ќе му направите потешкоти во развивањето и тоа за тие потешкоти ќе му го повредат неговиот живот. Ви благодарам за вниманието. Почитувани присутни, добар ден и од мене. Јас сум Изабела Димков, сум представник од училиштето Васил Главинов, како председател на ученичкиот парламент. И денеска јас како и останатите ќе се надоврзам со темата правата на децата и како таа општината може да ги гради моите права. За почетокот сите знаеме дека со самото раѓање на детето тоа добива одредени права. И со самото минење на годините, како расте детето, неговите права и потреби се зголемуваат. А најосновното право на детето е животот, слободата и безбедност. Тоа што сега ќе го зборувам од моје лично искуство, од моја гледна точка и моја перцепција. Така да сето тоа што ќе го кажам сега, може да некој начин да бидам и погрешно сватена, можам да бидам погрешно протолкувана, но сепак сакам да го кажам и своето мислење. Градот Велес и јас како негов жител имам право на безбедност, но дали некогаш ще се запрашале колку ние децата во Велес сме безбедни и дали сме воопшто безбедни? Како што почитуваниот градоначелник преска спомна дека ќе се градат нови работи поврзани со безбедноста на децата, со пешачките, велосипедски патеки, јас морам да спомнам дека има некои работи кои што мислам дека и самиот градоначелник не е во негова моќ тоа да го направи. Знаеме дека во Велес имаме многу луѓе кои што добиваат возачки и прекуврски кои што не се возачки за секој човек. Јас како тинејџер кој што многу сакам да испаѓам од дома, да се шетам со другарките, со другарите, да истражувам нови места, да го посетувам секое место во градот, секој ден кога ќе испаднам од дома, се прашувам за својата безбедност и што може да мене да ми се случи на Велешките улици. Знаеме дека има возачи кои што не знаат како возат и возат со прекумерна дозволена брзина или пак нема да те видат на улицата додека минеш пешачки, може да се случат многу трагични работи. Потоа, сакам да кажам дека јас живеам во предел на Велес, каде што кога ќе се стемни, нема осветление, нема улични светилки и кога ќе се вратам навечер, околу 10 часот, секогаш морам да користам или блиц од телефонот, или да разговарам со некого преку телефон, како што би се чувствувала малку побезбедна дека нема никој да испадне од таа црна темница и да ми наштети. Затоа што јас сум тинејџерка и нормално девојче сум и се разбира се плашам од сето тоа што може да ми се случи во темнината. Знаеме за трагичната несреќа која што и се случи на Вања, низиното киднапирање и низиното убиство. И малку од тоа мене го поттикна стравот во мене да се плашам, ако испаднам на улица да не ми се случи мене истото што и се случи и на Вања. Или пак случката со Магдалена, малечкото девојче кое што беше убиена на пешачки премин кај училиштето Васил Главинов со еден возач кој што возел пијан и му било одземана возачката дозвола и возел со прекумерна брзина и го одзема животот на тоа девојче. Да, се плашам и за тоа да не ми се случи и на мене. И се плашам за